Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Фондот за криминални иновации на СДСМ им служи како приватна фирма единствено за испумпување пари. Заеви и СДСМ преку Фондот за криминални иновации испумпаа над 10,5 милиони евра пари на граѓаните. Фирмата Powerat Int Doyle Струмица, блиска до семејството Заеви, добила грант од 220.000 евра, но она што е скандалозно е дека апликацијата за рекламирање на фирми преку автомобили, за која се доделени овие 220.000 евра, е замислете ни помалку ни повеќе украдена и ископирана. И како идеја, и како интерфейс самата апликација. Апликацијата и идејата се ископирани и украдени од американска фирма која оперативно и функционира од пред 2015 година. Тоа може да се види и на овие слики тука. Првата страница од фирмата Powerat, втората е како изгледа од фирмата која што е од Америка. Тоа се гледа јасно на сите слики, каде што им ископиран дури интерфейсот. Ќе може да се погледнат и електронски, ќе бидат испратени до медиумите. Затоа прашуваме што е иновативно во ова украдена идеја за да се додела 220.000 евра. СДСМ е иновативна единствено во крадењето. Ова не е прв случај да додели Заев на негови блиски стотици илјади евра за украдена апликација. СДСМ и Заеви се уште молчат за собствеништвото на фирмата Еленица во периодот кога фирмата Powerat аплицирала за грантот. Да подсетиме дека фирмата отворена на 9 февруари 2018 година, повикот за аплицирање е објавен на 24 април истата година, а јавниот повик траел до 11 јуни 2018. Заеви со Еленица излегуваат од фирмата и му оставаат на актуелниот собственик на 7 август 2018 кога воеќе најголемиот скандал со криминалните иновации. Почитувани, одговорност мора да има за се ова што се случува и одговорност верувајте дека ќе има. Благодарам. Повелете прашања. Видете, за она што има најавено Зоран Заев како лидерска средба, нема упатено се уште официјална покана. За нас е многу важно да упати официјална покана со наведено точно што ќе се разговара на таа лидерска средба и да видиме дали има поместување од последната, која што знаете како заврши, каде што Зоран Заев се обидуваше од петни жили да го спаси криминалот и да се амнестира сами од себе си. Така да кога ќе упатат официјална покана со наведени точни теми на разговор, да видиме дека барем нешто се променило кај Зоран Заев, дека барем малку се вразумил во однос на законот, ние ќе се произнесеме во однос на лидерската. Кои теми би прифатили кои за кои теми би? Едноставно е. Она за кое што бевме отидени претходно на лидерска средба, тоа е приближување наставовите за законот за јавно обвинителство, односно да се донесе закон, да се разговара за закон каде што ќе може подоцна да се спроведе правото во Република Македонија. Од она што се случуваше на последната лидерска средба, сите бевме сведоци дека Зоран Заев отиде таму да брани персонализирани решенија, да брани кадри буквално по име и презиме кои треба да бидат по негова желба во јавни обвинители, односно начело на тоа обвинителство и да ги брани едноставно сите оние непотистички вработени луѓе во СЕО. За нас е важно, како политичка партија, како ВМРО ДПМН, да се донесе закон кој нема да зависи од персонализирани решенија и желби на Зоран Заев и да се донесе закон за јавно обвинителство кое што подоцна ќе може да се справи со целиот овој криминал со кој што во моментов не се справува актуелното. Премиерот се однесува малку чудно. Тој веќе прифати да разговара на претходната средба за предвремени парламентарни избори, кога ја прифати средбата и кога седна на маса со лидерот на ВМРО ДПМН, председателот Мицковски, така да ние не сме тука да исполнуваме желби на Зоран Заев. Ние сме тука најпрвин да разговараме за квалитетен закон
кои што го нудиме, односно принципи во правото кои што ги нудиме се донесат, а веднаш потоа ако има приближување на тие ставови, тука сме да разговараме за предвремени парламентарни избори кои што и се во моментов најнеопходни до сега на Република Македонија, бидејќи гледаме има криминал кој што секојдневно се случува. За таков криминал говорев и на моја пресконференција и тој криминал мора да се сузбие најпрво со квалитетен закон за јавно обвинителство, каде што ќе може обвинителите ги гонат криминалците, а потоа и да се оди на предвремени парламентарни избори, каде што конечно оваа криминална влада на СДСМ ќе падне.